Пред Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска е предложениот буџет за 2016 година. Според предлогот, вкупните расходи се проектирани на 195.788 милиони денари, од кои се за 4,7% повисоки од оние во 2015 година, а вкупните приходи се проектирани на 176.804 милиони денари, каде има зголемување за 6% во однос на 2015 година. Се уште нема договор на меѓупартиските преговори околу изборните правила. Се очекува тие да продолжат и денеска во клубот на пратениците. Вчера се разговарало до после полноќ, но останале многу отворени прашања. Меѓу главните спорни точки е гласањето на дијаспората, но не се открива ништо околу тоа како течат преговорите. Освен за дијаспората се дискутира и за избирачкиот список и функционирањето во државната комисија. Во медиумите во Грција повторно главна тема е Македонија и уставното име на државата. Како и пред секој самит на НАТО, зачестија написите дека Македонија може да биде поканета да стане членка, иако Алијансата официјално не најавува такво нешто. Според едни медиуми во Соединетите Американски држави се здружени неколку антигрчки лобија, меѓу кои и турското и македонското, кои довеле до тврда политика на Викторија Нуланд. Информацијата ја поврзуваат со тоа што Обама ја поканил Македонија под уставното име на конференцијата во Њујорк, што било доказ дека во блиска иднина ќе има голема мобилност околу прашањето за името и тоа по американска иницијатива. Порталот Ворија пак тврди дека Грција ќе го признае Косово и ќе прифати интеграција на Скопје во НАТО во замена за американска помош во преговорите на Атина со кредиторите. Овој портал се повикува на некои наслови од српските медиуми дека Ципрас ја предал Србија и се разбира конференцијата во Њујорк организирана од Барак Обама. Ворија оди до таму дека интеграцијата на Македонија во НАТО може да се случи на едно од редовните седници на Алијансата, а не до година на пленарна седница. Весникот Етнос пак предвидува прием на Македонија во НАТО до година. Американците и европејците сакаат да се реши проблемот со името во следните неколку месеци, за да може на следниот самит на НАТО во Варшава Македонија да биде примена во Алијансата. Етнос додава дека покрај мерките за градење доверба, Атина подготвила храбри иницијативи околу името, кои се очекува да бидат усвоени во рамки на план кој Кодзијас го разработил уште во јуни, но не бил реализиран поради парламентарните избори во Грција. Ова пак се оценува дека е обид на Етнос да покаже конструктивност на грчката дипломатија како доказ дека Атина интензивно работи на изнаоѓање решенија по дипломатскиот инцидент, како што се навидува, кој само ја потврдил политиката на Вашингтон во однос на името. Иновациите се во фокусот на годинешниот меѓународен саем Технома, кој почна денеска, а ќе трае до сабота. Учествуваат над 185 изложувачи, од кои 50 се од странство, а за прв пат годинава ќе се представат и компании од Тајван. Ќе биде организиран форум за иновации на кои сите кои што сакаат да почнат бизнис ќе имаат можност да се информираат за тоа што им се нуди како подршка за иновативноста. Форумот е и можност да се направи обид за вмрежување на бизнис секторот, државата и академската заедница, со тоа што се присутни 5 високообразовни институции, главно техничките факултети. За време на Технома ќе бидат отворени и меѓународната изложба на иновации Макинова и меѓународниот саем за занаетчиство и малостопанство. Околу 800.000 македонци во првата половина од оваа година ја посетиле Грција. Со тоа Македонија е на 4-то место по бројот на пристигнување од европските држави кај јужниот сосед. Според грчката статистика, Македонија е и меѓу првите 3 земји со најголемо зголемување на пристигнувања во споредба со истиот период лани, односно за скоро 38% повеќе македонци ја посетиле Грција во првите 6 месеци годинава, споредено со лани. Пред македонците на прво место се бугарите, па германците и британците. Истражувањето се однесува на првата половина од годинава, односно за периодот јануари-јули, а веројатно е дека овие бројки во следното истражување ќе бидат поголеми заради летните месеци јули и август. Македонија за прв пат официјално фигурира во статистичките податоци. Во минатото била вклучена во графата Останати земји, пренесе телевизијата Канал 5. Властите во Истанбул забраниле протести на синдикатите и граѓанските здруженија кои ги загубија своите пријатели и колеги во најкрвавиот терористички напад во историјата на Турција. Забраната е со образложение дека моментот е чувствителен, како и дека предвидените маршрути на демонстрантите се оптоварени од секојдневниот сообраќај. Десетици луѓе денеска во Анкара се обиделе да стигнат до местото на нападот во кој загинаа 97 луѓе, но полицијата ги спречила. Неколкумина демонстранти биле приведени.
Од почетокот на годината во Европа преку Средоземното море пристигнале 593.432 имигранти и бегалци, соопшти Меѓународната организација за миграција. Најмногу имигранти и бегалци примила Грција 453.912, а во Италија пристигнале 136.408. Повеќето што пристигнале во Грција се сирици, пошто следуваат афганистанци и ирачани. Во Италија пак пристигнале најмногу еритрејци, нигерици и сомалици. Според организацијата, 3103 лица загинале годинава во Средноземното море во обид да стигнат до Европа.